Добар ден, почитувани гледачи! Добро дојдовте во второто издание на емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија. Денешното издание го започнуваме зона што е актуелно во регионот. Уредувањето на реките кои минуваат низ општините на истокот. Најпрво ќе се задржиме на коритото на река Отиња, која се наоѓа во централното градско подрачје на Штип и во моментов е во најголема градежна офанзива. Продолжуваме со Кочанска река во Кочани, Каменичка река во Македонска Каменица, Брегалница во Делчево и река Писа во Пехчево. Но да се потсетиме како било досега пред да започнат градежните активности. Отиња е река во источна Македонија што тече низ градот Штип. Низ градот има изградено широко корито за заштита од пороите, големите води кои не доаѓаат по пролетните и летни обилни дождови. Извира од местото викано Чепровка, Отиња лева притока на Брегалница и се влева во неа, по Дисарот кај Новосело. Сега мало на враќање поврзано со минатото на градот Штип, конкретно за Отиња. Може би сте знаеле, може би не. 1885 година градот ја памети Отиња по несреќата што таа ја нанела. Нормално тогаш не било уредено коритото како сега и течението сама си го правела. Имено при огромниот порој таа година Отиња успеала целосно да го однесе камениот мост кој постоел на местото на сегашниот, цементен ново изграден година после рушењето на стариот кај плоштадот. Да земе неколку човечки жртви и дефинитивно да уништи еден многу стар споменик за кој би требало да жалиме денес, а тоа е Кемерот, римскиот аквадукт. Во тогашниот налет Отиња целосно го разрушила Кемерот, кој доколку постоеше денес, ќе не подсетуваше и ќе сведочеше за едно време, почетокот на минатото илјадалетие, кога Штип имал уредено водоснабдување со вода од изворите во Суитлакот. Пренесени преку аквадуктот Кемер по природен пат до Стар Конак и понатаму во секоја куќа, од таксим во таксим како што прилегало на тогаш модерно уредените градски населби. Завршени се 3 делници, окото се наполни нараснаа насмевки, Отиња од напуштена запоставена грда девојка се претвора во убава стројна и дотерана убавина, која му дава една друга димензија на нашето секојдневие. И сега наеднаш гледаш млади луѓе, родители со дечиња, пензионери и граѓани, како седат и го користат уреденото корито на Отиња. Празник за очите, па го замислуваме овој проект целосно завршен и се чувствуваме горди на промената. На оваа тема повеќе ќе разговараме со нашиот денешен гостин, градоначалникот на општина Штип, примариос магистар Илчо Захариев. Добар ден, господине Захариев, и добро дојдовте во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија. Прво да поздравам вас во студиото на Канал Плюс и мило ми е што јас сум прв пат овде и сум пријатен и изненаден од се она што ги има овде. Да и позакам добро гледање на нашите гледачи од источниот плански регион и верувам дека денеска ќе бидеме интересни за нив. Еве, господине Захариев, интензивно започна уредувањето на река Отиња, која се наоѓа во централното градско подрачје на Штип. Од каде започна оваа идеја и кога почна да се реализира? Значи, Отиња е река која течела векови наназад низ нашиот град. Всушност, нашиот град е лоциран на реката Отиња, помалку на река Брегалница. Со последниот развој за последните 70 години, градот се доближи до река Брегалница. Едноставно, генерации живееле покрај Отиња и имале желба да ја скротат оваа река, да ја уредат, да биде безбедна пред се, да штити од поплави, но и да биде пристојно место каде луѓето ќе шетаат и ќе уживаат. Нормално, во минатиот век, некаде таму 40-тите години минатиот век, за време на Кралска Југославија, е почнато уредувањето на река Отиња, е направен мајор коритото, значи тоа е она со камен, и на тоа застанало. Справи обиди да се уреди, да се посее трева, но мислам дека интензивното градење почна во 2013 година. Моравме да ја уредиме оваа река прво од причини што тоа беше града слика на нашиот град. Значи моравме да ја направиме да биде навистина статусен символ на градот. Знаете, реките се статусен символ на еден град. Ако идете во Виена, тоа е Дунав. Ако отидете во Москва, тоа е Москва. Ако идете во Њујорк, тоа е Хадсон, реката Хадсон. Ако отидете да речеме во Белград, тоа е Дунав и Сава. И ние почнавме со уредувањето, најнапред малку скромно. Имавме проект, имаме одобрение за градење, имаме надзор од Скопје и тоа го направивме со сопствени сили. Морам во оваа прилика да кажам дека луѓето кои беа ангажирани најнапред Ангел Бојаджиев, сегашниот директор на ЈПИСАР, и Александар Југов,
кој максимално се вложува во реката, значи како одговорни лица, со целиот тим на инженери кои работат, архитекти, хидролози, нормално и градежни инженери, но пред се поддршката од Општинскиот затвор, од Армијата на Република Македонија, поддршката, да речеме, на сите оние луѓе кои ни помагаат, како што е Бучим, дел од јавните предпријатија, допринесе да реката го добива својот лик. И лично мислам дека се она што ние во овој ми го правиме, и начинот на кој тоа го правиме, ќе направи реката не само да биде уредена, да биде за очите на вистина прекрасна река, но пред се да ги издржи сите оние удари кои ќе доаѓаат во евентуалните силни невремиња и водени удари како што ги имаме во 2015 година на почетокот на годината. Еве, уредувањето значи е за превентива и за еден убав и лик на градот, урбан лик. Па мора да кажам дека минор коритото најнапред го проектиравме да ни издржува 10 метри кубни во секунда. Кога видовме дека во крајот на јунари и февруари оваа година дојдоа многу поголеми води, свативме дека минор коритото мора да има поголема димензија и во основа го градиме 6 метри, направивме некои корекции. Потоа моравме да направиме максимални темели, да бидат армирано бетонски, подлогата армирано бетонска, и да кажам дека се она што дополнително го редуваме покрај минор коритото, а тоа се значи оние зелени површини, со патеки за шетање, со поставена урбана опрема, тоа се клупи за седење, поставена корпи за отпадоци и секако многу цвеќиња. Мислам дека се она што се направи го промени ликот во централното градско подрачје. Сега ако погледнете од мостот кај Стопанска банка, па потоа ако погледнете се она што ни се случува надолу до црквата Свети Никола и надолу, мислам дека реката го доби својот лик. Значи тоа е теркот по кој ние работиме. Моментално интензивно градиме од првиот мост кај градинката Вера Циревири Трена. Продолжуваме една група работи кај пешачкиот мост кај полицијата. Се надеваме дека до нова година ќе го завршиме делот меѓу двата моста, значи кај кулите, и паралелно ќе го уредиме урбано. Ќе поставиме патики, клупи, ќе посееме трева нормално и цвеќиња. Потоа ќе го завршиме најверојатно во првата половина на 2016 година делот до мостот кај судот, каде ќе го поставиме оној мост кој беше оштетен од поплавите. И тоа ќе биде комплетно шеталиште. Значи, кога ќе се стигнете од степеници кои ќе бидат направени до самите патеки во реката, од кај здравствениот дом, ќе отидете да речеме до Јепаисар скоро, значи од двете страни ќе имате пешачки патеки. Тие ги правиме за сите и за децата, но и безбедно минување на пешачите, тие се резервни тротоарски решенија. Урбаната опрема возможува да речеме бабите, дедовците, мајките да бидат со своите деца. И тука едноставно луѓето ќе уживаат. Ја доближивме реката да биде не само средено добро, да биде максимално безбедна, туку да биде ново шеталиште, нов парк во нашиот град. И верувајте дека на општо задоволство на граѓаните од анкете што ги гледаме наоставно и она што се случува, покажува дека луѓето се задоволни тоа што ние го работиме во овој миг. Битно е да нагласиме тоа дека многу ни помага Бучим од Радовиш. Значи рудникот Бучим ни го дава каменот по многу поволни услови и цени. И мора да кажам дека постои голем ентузијазам кај сите оние кои патуваат со моторни возила, камиони према Штип, кои бесплатно го носат и транспортираат каменот. Значи се трудиме во рамките на постоечкиот буџет, без одложување со наши средства, да ја уредиме реката, со која еден ден ќе се гордеат генерациите. Да истакнам дека се она што ние во овој момент го правиме, се што е замислено како градежно архитектонско решение, идните генерации ќе судат дали било добро направено и дали навистина на некој начин одговора на потребите на граѓаните. За сега мислам дека успеавме да со голем напор, само прегор, со многу работење, со максимално штедење, да го уредиме овој дел од коритото на река Отиња. Нормално ја завршиме платформата кај училиштето Ванчо Прке. Тој дел се уреди максимално. Нормално инсталациите се сите обновени на уредениот дел, значи тоа треба се потенцира. Значи телефонските инсталации, водоводните инсталации, оние инсталации кои ги има Евана со оние високонапонски кабли од 10 киловолти, ова е се комплетно санирано, така да работиме темелно. Истовремено атмосферската вода која доаѓа во реката Отиња е регулирана и мислам дека веќе нема шанси и опасност да имаме било какви штети. Тоа што е направено треба да трае со векови наназад. Еве, беше ли потребна голема инвестиција за да ова се регулира? Требаше ентузијазам и желба за работење. Значи треба да се има идеја, да се биде креативен и да влезете во работата, затоа што нашиот народ рекол, ако нешто не го започнете, не се завршува. Се што е започнато, се завршува. Нормално имавме големи предизвици. Поплавите во 2015 година беа најголем доказ за статичката издржливост на река Отиња и тоа како е направено. Реката Отиња поплавите направија мала штета кај црквата Свети Никола, каде не беше довршено минор коритото, кај самиот мост, и почна со подкопување, но со голем напор и ентузијазам, мора да кажам на сите оние кои ни помагаа. Посебно да кажам дека луѓето од Јепаисар се вложија многу. Луѓето кои работеа во реката, значи тимот на Југов, тука е Ангел Бојаджиев,
Тука са компанијата Колетранс и Чамбов, неговата фирма. Сите тие што носе фирмата Бауер, каменот, македонска каменица, од слечиштето на патот меѓу Стибања каменица го носиме каменот во нашата река. Од Бучем се носеше камен и ја спасивме реката во тој миг, тоа беше клучно. Видовме кои се слабости на проектот, го надградивме се тоа. Така да сите оние консоли, трегери што ги ставивме армирано бетонски, се оно што го направивме како каскади, ние направивме некаде околу 6 до 7 каскади нови, каде ставивме на вистина одлична и многу јака конструкција со најквалитетен бетон, покажува дека веќе сите мостови се безбедни. Значи мостот кај Свети Никола е веќе безбеден, нема шанси да биде загрозен. Мостот кај гимназијата исто така, мостот кај камениот мост, кај плоштадот, мостот кај Стопанска банка го обезбедивме, мостот кај судот. Сега го обезбедуваме мостот, пешачкиот мост кај полицијата и мостот кај Вераци Ривири. Значи се она што го правиме деноноќно, го работиме со љубов и вработените кои работат во реката си го сваќат како свое дело. Верувајте дека ние не мораме веќе да на тие луѓе им кажеме што треба да направат. Се усовршија во работењето и кога го прашање каменот, мислам дека подобри мајстори во овој миг ние немаме, а тоа е една мала екипа од десетина луѓе кои тоа го редува, нормално со целосна и максимална логистика на сите оние кои во овој момент ни помагаат тоа да го направиме. До сега некаде инвестицијата некаде околу 100.000 евра, потрошени пари, нормално со јасни тендерски процедури, постигнуваме многу ниски цени, тоа е многу битно. И лично мислам дека и надзорот од Скопје е задоволен тоа што е сработено од квалитетот на сработеното. Нормално дека мајор коритото е проектирано за тие 100 годишни води. Ќе престојат нови активности затоа што се она што го правиме ние мора да биде финализирано со уште еден поголем проект кој планираме да го направиме нешто по-горе од јавното предпријатие ИСАР. Така, сега да погледнеме што мислат граѓаните на општина Штип за градежните активности на река Отиња и како било порано. Беше за никаде. Сега е подобра. Има кеове, има водата не прави проблеми. Добаѓаше и се изливаше на многу места. Ја доле кај хотело што е. Там многу пати јас сум 78 години, памнам мојот живот и изливала се. А сега одамна не е. Друго браничка да направат, поубаво ќе биде. Чинеше тога не беше чисто. Сега е многу убаво дотерано. За никаде беше. Беше некако нагоре сега што се гледа, исто ме така беше. Едино сега овој председател што дојде на власт, градоначалник, а едино он што малку пренаправи Отиња, иначе порано ништо. Тие си правеа само реалните, дека они живеа, руководството, комунистите и така. Сега едино што се изгради нешто. Доаѓаше, од крај до крај имаше вода. И тоа вода имаше, ја како што памтам, може би по месец дена стоела, по 2 месеца водата тече. Само една длабочина имаше и кога додеше, носеше дрвја, камење, се беше. Сега милиња. Значи, јас сум тука од 52 година. Никош не е бил ко сега. Сега од кого е градоначалник или до кого е, многу градоначалници се минале, како сега не е било. Убајна. Доваѓало е дури на улица. Од тие што не е било чистено, што не е било уредено, а големи дождови имало и на улицата дури се затвори улицата. Јас живеам одмah до собранието. У собранието вода имаше. А сега немам зборове. Еве го мислењето на граѓаните на општина Штип за градежните зафати на река Отиња. Еве, господине Захариев, ваш коментар и за изградба на брана. Што мислите за тоа? Значи, веднаш да кажам дека граѓаните на Штип најдобро можат да проценат дали нешто добро или не и тоа е за нас многу битен показател, индикатор дали оно што ние го работиме навистина добро. Кога шетам покрај Отиња, комплименти се секојдневни, значи тоа луѓето прават искрено, затоа што уживаат во тоа што е направено. Направивме безбедни пешачки премини, шеталишта, места за уживање на децата, едноставно зеленило, една пријатна слика во нашиот град. Централното градско подрачје веќе доби нов лик и Штип стана град. Нормално дека има и оние кои критикуваат. И тоа е нормално, но добро е што над 90% од граѓаните веруваат дека тоа што го правиме за доброните генерации. И се задоволни. Така е. Битно ми е дека во 30-тите години на минатиот век, 40-тите години кога за време на кралска Југославија жителите на Штип ја уредувале реката со самопрегор, биле свесни колку е тоа битно за идните генерации. И ние ова што го правиме сега, го правиме и за сегашните генерации, но пред се за идните генерации.
И затоа вашето размислување дека треба се размислува за изградба на брана на река Отиња, ние не сме прекинале со идејата да се гради брана на река Отиња. Еве сега ексклузивно за вас морам да кажам дека проектот од браната на река Отиња, значи кој се наоѓа на влезот на нашиот град, над јавното предпријатие ИСАР, се наоѓа во владата и во процедура. Ако владата обезбеди 2 милиони евра, ние имаме 1 милион евра кои ги чуваме значи во трезорот, во Народна банка, со 3 милиона евра ние може да направиме една брана со што ќе се регулира течните дотоци на река Отиња кои може да бидат доста бујни како што беше оваа година, кога се појавија ненормални врнежи. Со тоа ќе ја промениме микроклимата, ќе го заштитиме градот од поплави, но истовремено водата ќе ја користиме како техничка вода за наводнување во нашиот град. Така да оваа идеја не е прекината во овој миг, немаме средства тоа да го направиме. Ако владата обезбеди пари, а мислам дека оваа влада кога прашање граѓаните и она што треба да се направи, дава подршка на добри проекти. Всушност тоа го гледаме на секој чекор во нашиот град, мислам дека тоа е наредното што треба да се направи. Секако дека ние започнуваме планираме регулација на самата река Отиња над јавното предпријатие ИСАР, да направиме некои каскадни решенија за да првите удари ги амортизираме, но мораме да ја уредиме целата река, значи од вливот на Отиња, влезот на Отиња во нашиот град, па се до вливот во река Брегалница. Генерално, се што се направи во нашиот град е добро. Замислете, една каменишка река во Македонска Каменица е прекрасно уредена. Едно мало место, една општина, колку разумни решенија носат. И затоа за нас следна перспектива и визија треба да ни биде како да ја доближиме река Брегалница уште повеќе. Дел направивме. Значи веќе од Бањата Кешовица веќе имаме шеталишта, нели, од Лаџите, па се до 8 ноември. Идејата да направиме пешачка патека до Старка Рорман, најверојатно ќе се реализира во текот на идната година. Пак уредиме од 8 ноември да речеме со камено решение како што правиме Отиња река Брегалница, ќе направиме уште побезбедна. Значи верувајте дека богатство е да имате реки. Но тие реки треба да имаат вода цела година, да не бидат суводолини. Уредувањето на реката Отиња го правиме да овој универзитетски град на вистина биде прав универзитетски град. Штип да се биде повторно на што бил главен административен, здравствен, културен, економски центар на Источна Македонија. Така бил низ вековите, така ќе биде и сега. И верувајте дека ние како сегашни генерации наодговорни за градењето на овој град, тие визии мора да ги имаме. Доколку ние тоа го немаме, сме стерилни во нашата креативност, сме безидејни, ако немаме да речеме план, амбиција и желба за работење, ќе биде промашено нашето време. Секој што доаѓа на функција има одговорност према граѓаните и верувајте дека визијата моја за овој град е визијата на граѓаните. Всушност нивните идеи ние ги претвараме во дела. И посебно ми е мило што граѓаните вака коментираат за еден проект кој го радиме со минимални средства. Се мачиме многу. Не ни беше лесно за време на поплавите. Мал број на луѓе, да речеме ентузијасти, работеа ноќе, но верувајте дека 10.000 вреки вие да наполните за 24 часа за спас на Ново село и на река Отиња беше еден голем потек. Тука го положивме испитот. Река Отиња со една таква поплава го положи испитот на статика и на издржливост и верувајте дека така ќе продолжиме. За мене е битно дека моите внуци еден ден кога ќе шетат покрај Отиња ќе размислат како било во некои минати времиња и кои биле тие луѓе кои го тоа направиле. Ова е дело на граѓаните на Штип, на сегашните генерации. И верувајте дека се она што ние го правиме во овој миг, а го правиме со голема жар, со одличен ентузијазам, ќе финишира со безпрекорен изглед на река Отиња во нашиот град. И река Отиња, шеталиштето во Отиња, зеленилото, тревата, цвеќарниците кои ќе бидат направени, сите оние хербариуми кои ќе ги направиме тамо, ќе бидат слика и прилика за нас, за нашите сограѓани, а Штипини ќе се гордат со тоа што ги имаат. И тоа е мојот најголемо задоволство кај мене што во овој миг кога шетам, сите луѓе даваат комплименти. Значи сме направиот пат како треба да го решиме нашиот град, меѓу кој река Отиња. Еве, кога ќе финишира проектот Отиња? Па ние се надеваме дека во првата половина на 2016 година треба да го заокружиме делот од влезот на Отиња кај јавното предпријатие ИСАР, па се до делот кај мостот кај Стопанска банка. Ќе преостане оној дел, тие 200 метра кои треба да ги направиме, значи до вливот на Отиња кај Ново село во река Брегалница. Таму треба да најдеме некои добри решенија кои ќе овозможат да речеме максимално безбедно исмирување на реката. Тоа е многу битно и мислам дека за тоа ќе најдеме едно одлично решение. Со Бучин веќе преговараме да добиеме специјален камен за тој дел, па ќе го уредиме малку на подруг начин. Инаку мислам дека во мојот мандат тоа ќе биде комплетно се завршено. Всушност ние рековме дека во мојот мандат од 4 години нема да постои улица во нашиот град која нема да биде асфалтирана, парк кој нема да биде безпрекојно уреден, населба без спортски терени и што е уште поважно да ги уредиме значи тековите на реките, посебно на Отиња и Брегалница кои минуваат во нашиот град.
Еве, пешачката зона зад градскиот Исар се покажа како добра инвестиција, погодна за граѓаните на општина Штип и им се овозможи истовремено да го видат задниот дел од градот. Од каде е оваа идеја? Значи, Штип има многу убави места. За жал, за некои од нив ние не знаевме. Едно од тие места е како изгледа Исарот од задната страна. Знаете, оние карпи, впечатоци, пак сега осветлени со рефлектори даваат едно митско видување на Исарот, што било генерации наназад. Ние рековме дека Брегалница ќе ја доближиме до граѓаните. И добро што Штип има Брегалница. Но знаете, Брегалница беше нескротена, а за Исарот на времето некој се сетил да направи градска депонија. Макотрпна работа, кога прв пат отидовме со инженерите да ја поминеме таа патека како идеја, ние дури малку со некој гледаа со скепса дека тоа ќе се реши. Но верувајте дека тука се вложивме сите. Се вложи многу едно предпријатие Колетранс кој бесплатно ни помогна да пробиеме стазата. Тука е компанијата Ископ, кој го направи дел од пребивањето, значи ка автобуската станица. Тука е јавното предпријатие Стипион. ЈП Исар посебно се вложи. Секако дека луѓето на југов, нели, Александар од реката. И верувајте дека кога почнавме да работиме, сите вака гледа што прават овие, но сега кога гледам дека десетици, стотици граѓани дневно поминуваат. Знаете, кога отидете наутро во 5 часот на патеката, а отидов да видам дали има народ, кога видов колку народ има, па на пладне, па навечер, ние го направивме на убавото шеталиште за нашиот сограѓанин, за старите, за децата, за студентите. Направивме најдобро место за џогирање на спортистите. Направивме пристојно место ако сакате да одморите на тие клупи и да уживате во погледот на Ново село, на ректоратот од река Брегалница, значи од таа позиција, од самата патека, но тоа ќе биде некомплетен проект ако не го завршиме до Старка Рорман. Значи, сега видовме дека тоа е одличен проект кој го ретко некој град да го има, и имавме Брегалница, а не ја знаевме колку убава. И мораме тој да го доработуваме. Значи, следна фаза е од 8 ноември 7 километри да се направи 3 метарска широк, значи асфалтирана сега патека до Старка Рорман, кој ќе биде и патека за велосипедисти, со уредени места за уживање и за излетишки места кај наслаба Балканска и наслаба Македонка, каде има многу вид тополи во тој дел. И мислам дека после тоа веќе тоа ќе биде една брана од поплави на самата Брегалница, бидејќи ќе направиме насип кој ќе биде повисок од 1 метар, значи ќе го издигнеме нивото, ќе биде безбедна патеката. Инаку да кажам дека патеката продолживме до лаџите, ги уредивме и лаџите. Сега да речеме ако одите во Ново село сте безбедни. И што е многу битно, сите оние луѓе кои патуваат према самата бања, према Грубиштата, према Ново село, им се скрати патот од 8 ноември до самото Ново село и до тие места каде одат. И што е многу поважно, тоа е безбедно, нема автомобили. Битно е дека граѓаните треба да го чуваат тоа што го направивме. Многу е значено за мене дека граѓаните треба да чуваат урбаната опрема, да не ги оштетуваат рефлекторите, и мислам дека на крајот финалето ќе биде да Штипини ќе имат многу места каде ќе одат да уживаат. Во секоја населба. Убавени, да. Еве, во Штип, освен што тече река Отиња, тече и река Брегалница. Што планира локалната власт за да го регулира коритото на Брегалница? Добивме средства од владата да почнеме да уредуваме река Брегалница, добивме некаде околу 20.000 литри нафта. Почнавме да го уредуваме делот на Брегалница коритото после камениот мост во наслаба 8 ноември. Деновиве влегуваме, значи, кај ректоратот нов, мора да прошириме реката за да не дојде до попување на Ново село. Делот кај лаџите го средивме безпрекорно и продолжуваме од мостот кај Ново село, па некаде до 4 километар. Значи мораме сите оние паднати дрвја што постоje таму да ги отстраниме. А мораме во тој дел да исчистиме сите средо реци каде имаме да речеме одредени островци, каде имаме наноси. Луѓето имаат право да барат од општината да си ги заштитат соствените имоти. Ние мора да уредиме Брегалница. И Брегалница веќе не сме да биде закана за населението, за имотот на луѓето. А знаете, овие 2-3 години наназад така и беше. И многу е битно дека со регулацијата на браните на нивните нивоа, и тоа на брана Беровска брана, на Калиманци, новата брана што ќе биде на Оризарска река, браната Кнежево кај Злејтово и браната Пишица, мислам дека можеме да регулираме колку ќе имаме доток по река Брегалница. И следната фаза, тоа што ви реков, значи кај 8 ноември да уредиме реката Брегалница со камени комплетно зидови, како што уредиме реката Отиња, и на некој начин да направиме и побезбедна и за децата, но истовремено хортикултура да го уредиме тој простор да биде нов парк за нашиот град. Господине Захарија, ви благодарам на гостувањето во нашава емисија. Да се заблагодарам на вас што бев дел од оваа емисија и што граѓаните непосредно може да слушат од нас за се она што се наши проекти во наредниот период, а ние да слушнеме што тие мислат за нас, дали тоа што го работиме на вистина добро, кај треба да се коригираме и дали да одиме напред.
Ви благодарам. Ова беше разговорот со градоначалникот на општина Штип примариус Илчо Захариев. Во останатиот дел од емисијата ќе видиме како другите градови на истокот го имат решено прашањето со речните корита. Кочанска река минува низ градот Кочани. Коритото на оваа река се смета за едно од најчистите на истокот. Истовремено ова речно корито во изминатиот период претрпе и доста измени. Кочанска река е символот на Кочани, на голем број кочанчани кои со векови години обстојувале покрај реката која им носи живот преку ори за производството и наводнувањето на земјоделските површини. Кочанска река со зафаќањето на водите кај село Долно Градче во 60-тите години на минатиот век е благодет за голем број кочанчани на кои одгледувањето ори си бе животна екзистенција. Реката е скротена во акумулација. Ги нема поплавите кои ги правеше во одделни делови на градот, а регулацијата е започната во 50-тите години на минатиот век. Регулацијата на Кочанска река у градот на времето го правеше водна заедница, брегалница, со своји средства. Еве што ги гледаме овие сега ратами тука, тогаш се прави тоа са 50 години, 53-та, 54-та, 55-та, 56-та, 57 година. Мислам за у градот. И од тогаш многу мали интервенции има низ градот за гејските изови што ги гледаме и за регулацијата. Додека регулацијата на овој долниот дел, да речеме, низводниот дел, прави се по време. И да не бидеме појасни, така да речеме од железнички мост што го викаме у градот. Па низводно надоле, тоа е понова регулација праена, скоро пред 4-5 години, 6. Од тоа па надоле, значи низ течењето на реката, праени се повремени интервенции што јас мислам дека не е така добро. Регулација се прави од уливот па назад. На Кочанска река од браната Градче па до сливот на река Брегалница постојат 13 моста, од кои 4 се наменети за движење на моторни возила, а останатите се пешачки. По железниот мост на Кочанска река од 1928 година поминува и железничка линија до Кочани. Јас сум сведок негде 70 години дека од еден пороен силен дожд под браната Градче. Коритото беше полно и плюс изливање по улиците, лево и десно од реката. Така да Градче како акумулација е мала, да може, да речеме, големите води да ги абсорбира, да ги пресече. Така да во големи врнежи на дожд, подолго трајни со голем интензитет, може се деси повторно поплава на Кочани. Постари луѓе што од Кочани може се сеќава дека и при изградена брана Градче имаме поплава на куќи низ. Лево, улиците што се лево и десно од реката. Вака изградените мостови и вака состојбата на коритото на реката со наноси, постоја опасност при големи води да дојде до изливање на реката од коритото. Денес Кочанска река и нејзиното урбанизирано речно корито кое поминува низ градот се посебна приказна во која учествуваат урбанистите, но и самите граѓани. Чистотата на реката и зеленилото го прават Кочани со години најчист град во државата. Овој епитет кочанчани се трудат да го задржат и понатаму. Речното корито на Каменичка река го има најубавиот речен кеј во централното градско подрачје. Да видиме до каде е локалната самоуправа со доуредувањето на Каменичка река. Општина Македонска Каменица неспорно го има најубавиот речен кеј во централното градско подрачје. Локалната самоуправа продолжува со неговото доуредување долж течението на Каменичка река. По изградбата на улицата Кејска во должина од 550 метри, која се протега на западниот брег од Каменичка река, граѓаните на овој дел од градот ќе добијат уште една модерно уредена зелена површина за одмор и рекреација.
Во текот на минатата недела, вработените во јавното претпријатие Каменичка река ги изведоа сите потребни земјени работи околу фино и грубо распоредување на земјата, пошто во текот на оваа седмица ќе следува и сеење на зеленилото и хортикултурното уредување. Исто така деновиве започна и садењето на најразлични едногодишни цвеќиња во централното градско подрачје, произведени во расадникот на јавното претпријатие Камена река. Оваа година во првата фаза ќе бидат засадени над 10.000 цвеќиња со повеќе од 10 различни видови, со цел македонска каменица да добие уште помодерен цветен изглед. Со текот на годините, коритото на река Брегалница во Делчево го менува својот изглед. Да видиме од прилогот на колегата Валери Спасов, докаде и како изгледа денес. Речното корито на река Брегалница во Делчево со текот на годините претрпува доста измени. Најдобро за ова сведочи историчарот Стефан Манасиев. Имајќи предвид дека реката Брегалница знаела често да им создаде проблеми на жителите на Делчевско, било решено да се направат многу побезбедни одбранбени механизми за заштита на населението. Се изградил сегашниот мост, а потоа и денешниот кеј на реката. Мостот на Брегалница бил немидовен, особено во Царево село, денешно Делчево. И тука тој мост бил постојана мета на Брегалница. Се случувало јас да дека ќе го однесе за еден месец и повторно пак ќе го збрише ново поправениот. Се додека не го направија сегашниот мост, тој е направен од Македонија, од државата Македонија, од Република Македонија во времето на Федерацијата Југославија, за да се регулира реката Брегалница. Донесена е одлука на општината на општината Делчево да се посадат врби, тополи, одбранбени системи, сантрачи, како ги викаме тука во нашиот крај, и да се регулира течењето на реката Брегалница. Тоа е многу тешко направено. Значи, ама е направено. Тоа мини кејч околу мостот и под мостот и над мостот, тоа е нешто перфектно направено. Значи, не само за изглед, туку и функционално. Реката тука се насочува и колку и да дојде, како што беше последната поплава, значи оваа година, кога реката дојде енормно, дојде многу вода, ама немаше поплави. Значи градот се спаси. Граѓаните го паметат времето кога реката Брегалница изобилувала со бујна дрвна вегетација, која била од особено значење за заштита од поплави. Па ја како што се сеќавам, уште од дете, оде по течението на реката Брегалница, од левиот и од десниот брег. Од десниот брег, од градското ВЦ надолу беше се врби. Врби и така неурбанизирана работа, а од левиот брег имаше тополи, тоа стари канадски убави тополи, што правеаше сенка дури на мостот. А овде знам кога имаше значи тие тополите, ние како деца се игравме тука. А потоа се отвори една фабрика за чепкалки, чачкалици што викаме ние, и ги отсекоа сите тополи за да може фабриката да работи. После негде околу 80 година се направи овој дел сега ние што висиме тука, а доле малце покасно се урбанизира овој дел и се направи кеот со камен се иззида. Тоа е во подоцнежните години, може би после 86-та година, мислам сега, не сум сигурен, да, се сеќавам кога го направија тоа. И тоа е тоа, сега гледам долу нешто прават, но сепак се оди на подобро. Па изгледаше по-растурено, по-расфрлено, изкопано, посредено нешто колку толку. Да никаде беше. Да беше се врби, се не може да поминеш коње, кози, свет, не се знаеш кој накаде. Знаеш, сега е средено да ти решам. И пак средено е парко, убаво е тие врби. Нема са, многу е по-разлика од некош. Треба да се продолжи регулацијата на Брегалница. И по можност, ако треба, ако може, дека може да се направат и значи кеови. Еве како сега што има кеови, тоа е нешто супер, нешто за Делчево.
Токму во насока на заштита од идни поплави, во општина Делчево во теке проект со кој до јануари 2016 година регулацијата на речното корито на река Брегалница во централното градско подрачје ќе биде продолжена за нови 50 метри. До јануари 2016 година ќе добиеме продолжување на регулацијата на речното корито во должина од 70 метри, започнувајќи од гумената брана во централното градско подрачје, па низводно накај долниот мост од река Брегалница. Значи предвидено е да се потрошат некаде околу 197.000 евра за оваа акција. Со тоа ќе го подобриме и ликот на центарот на Делчево, меѓутоа ќе ги подобриме и околностите, значи ќе спречиме можноста од поплави на тој потек. Овие активности општината ги спроведува како дел од меѓуграничниот проект со општината Благоевград од Република Бугарија. Современ изглед има и река Писа или Пехчевска река во Пехчево. Централното градско подрачје и овде доби еден урбан лик, но и овде не завршуваат градежните активности за уредувањето. Драстична промена претрпе коритото на реката Писа или Пехчевска река во централното градско подрачје на Пехчево. Најголемата промена била направена во 80-тите години, кога се проектирало новото корито и се канализирала реката. Низ годините досега коритото се доуредувало, за денес да го добие овој современ изглед, кој практично го промени и целосниот изглед на централното градско подрачје на Пехчево. Значи Пехчевска река во еден дел е уредена речното корито, еден дел не е. Имаме на план, имаме направено идеен проект со кој што нормално ќе аплицираме во зависност од можностите финансиски и донаторите, па тековно планираме и тоа да го доуредиме, значи да биде комплетно уредено речното корито. Кејот, како кеј, баш во централното градско подрачје е направено 80-тите години. Плоштадот е во склоп на кејот, си продолжува, тој го правевме пред година време, меѓутоа нема додирна точка во делот на заштита од тие климатски промени. Плоштадот, самиот кеј представува уредено речно корито во кое што е канализирана реката и тука тековно имаме по некои наноси што ги носи при појаки дождови водата, меѓутоа со тек на времето го чистиме и планираме да го доуредиме во горното течение, така да мислам дека тоа ќе го надминеме. Со носталгија се сеќаваат по старите генерации на стариот лик на Пехчево покрај Пехчевска река и на 30-тината дуќани кои дали поради новиот кеј или со угинувањето на заенечиството повеќе ги нема. Потекнувам едно од најстарите семејства во Пехчево. Тука постоеше чаршија. Со, ајде да не ги набројам количина, али постоеше чаршија дуќан до дуќан. Од оваа страна све догоре и од оваа страна пак догоре. Може да имаше 30-40 дуќани оставени од крајот на 19 век. Ова што е проектирано, што го гледате, е наследено и сега е овака модернизирано. Добро е модернизирано, меѓутоа не е одраз на духот на градот. Не е одраз. Секој град има свој дух со кој чаршија, а чаршијата го прави духот на секој град. Уредено е све тоа е све уредено, тоа е модернизирано. Ова состојба промашена, али затечена е модернизирана. Имало ли поплави еве претходно? Не, поплави не имало. Јас паметам како дете, некогаш ќе дотечеше реката, па тие што имаа поред реката, овие нешто, било кочина, било она ќе го мнеше, меѓутоа не. А знаете зашто? Затоа што беа шумите сачувани. Извориштето на Пехчевска река беше овај голема шума, овај која не дозволуваше овај реката да дотече. Има и такви кои им се благодарни на оние кои го смислиле и изградиле модерниот лик на Пехчево со новиот речен кеј. И јас сум за зачувување на традицијата, меѓутоа се до оној момент додека не го кочи современиот развој. Конкретно за реката Писа, што е зад нас, кое што корито е мислам најсовремено направено во времето кога
баш цутеше Пехчево во својот развој. Канализирањето или урбанизацијата на овој дел на реката беше неопходен. Ако за разлика од некои постари жители што зборува дека тоа не требаше, имавме прилика да чуеме, исто го слушавме и тогаш, дека е неопходно толкова широчина да се земе околу реката, таа река е мала, па не надојдува, меѓутоа со самото корито и Пехчево го смени својот лик. Секоја река треба да ја искористиме во најголема, мислам да ја искористиме незината вода и незината околина. Онаква река каква што беше пред да се канализира, тука секој си дозволуваше да фрла отпад од секаде. Можеме да погледнеме дека коритото на реката навистина не е богата со вода во овој период од годината, меѓутоа течението е вака поодржливо за чистење, за едноставно и центарот како главна артерија на градчето, за секоја река викаме дека е така, а и ние екологистите го поздравивме овој чекор на урбанизирање, односно канализирање на реката и од таа причина. Поголеми поплави во Пехчево предизвикани од Пехчевска река не се паметат ниту со старото корито, ниту во последните 20 години со неговото ново доуредување. Општината води грижа и редовно чисти до оштечението на реката Писа. Почитувани гледачи, се надевам дека ви ги доловивме до сегашните градежни активности кои се случува изминатиот период на речните корита низ општините. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме во следната емисија, во истиот термин и со нова тема на Канал Плюс телевизија.